Почитувани колешки, почитувана колешке, барате со амандманот 3 милиони денари. Дали се доволно е прашањето? Бидејќи, во споредба од она што како анализа го гледам, секако најнапред морам да кажам дека сме согласни да се зголемуваат средствата кога е во интерес на тоа на правилно место тие да се употребуваат. Да не одат за Бехтел и Енка, да не одат за корупција, да не одат за криминал, да не одат во сомнителни фирми и така натаму. Прашањето е, дали се доволно? А зошто го поставувам ова прашање е сосема оправдано. Кога ќе видите, можете и во оваа анализа што ја имаме од парламентарниот институт, за која морам да кажам јавно, е навистина одлична анализа. И таму можете да забележите дека се намалуваат средствата во вредност од 30%, тоест вкупно скоро 6 милиони денари се намалуваат средствата наменети за поддршка на имплементација на декадата и стратегијата за ромите. Вие амандмански барате 3 милиони денари, тоа е 50% од вкупната сума која што е скратена од претходната година. Затоа ми е прашањето дали е доволно. Зошто го поставувам сериозно ова прашање и зошто ја гледам вака работата? Морам сега наназад да ве вратам сите колеги и да најдеме начин, може би е и убаво, комисиски да реагираме или било како средствата да бидат зголемени заради тоа што навистина има простор и потреба за такво нешто. Имено со извештајот од Европската Унија кој го имаме за оваа година последниот, значи на страна 31 вели дека е постигнат одреден напредок во инклузијата на ромите. Морам да забележам, во голем дел од извештајот стои дека нема напредок, критика има, и на моите претходни говори кои ги имав и реплики поврзани со буџетот за 2024 година, посебно напоменав единствената мала светла точка во извештајот од Европската Унија што ја имаме, каде се вели дека е постигнат одреден напредок. Значи, одреден напредок е постигнат, тоа не е доволно, треба уште. Ние сега, следната година, во 2024 година, ги кратиме средствата, тоест владата, ги крати средствата наменети за посебно за стратегијата за ромите. Стратегијата за инклузија е донесена 2022, стратегијата за инклузија донесена во 2022 година е онаа стратегија која треба да се спроведува од 2022 до 2030 година. Истата таја, следната година, врз основа на оваа стратегија е направен акциски план во 2023 година, нели? Во кој акциски план имаме делови за образование, вработување, социјална заштита, здравство, домување и така натаму и така натаму. Ги кратиме средствата, внимавајте. Сократењето на средствата. Прашање е она што како делумна пофалба сме го имале во извештајот на Европската Унија, дека е потребно системско учество, зајакнување и градење на капацитети со кој ќе се зголемува процентуалната застапеност на деца, учество во образование, на процентуалната застапеност на популацијата од оваа група, за вработување и така натаму, и сега доаѓаме до делот каде се кратат средствата, посебно овде во секторот образование, за поддршка на имплементација на декадата и стратегијата за ромите. Не се сложувам дека треба да се намалуваат средствата, ги имам сите, многу добро анализирано. И не се сложувам дека треба да се намалуваат средствата за ангажирање на ромски образовни медиатори во основно, во средно, за ангажирање на педагошки помошници, исто така во основно, во средно. Да не набројувам се што ќе мора да се скрати, бидејќи овие 3 милиони кои амандмански ги барате, за кои пак ќе кажам, ќе дадеме нашата поддршка, но ве замолувам доколку има простор од владата секако да се скрати во делот каде се дава
за средства, за разни трансфери, во делот за средства каде се даваат за купување на мебел, на возила или што би кажале непродуктивни трошоци, нека бидат тие трошоци продуктивни и нека биде ставката иста барем како лани. Да дојдеме на една позитивна нула, ќе ја кажам. Нека бидат средствата исто како лани заради тоа што сме имале одреден коментар од Европска Унија. Со самото намалување на средствата, тоа ни дава на нас еден предзнак дека во иднина за 2024 година нема да може да има социјална инклузија квалитетна на ромите во Република Македонија. Нема да има асистенти, образовни медиатори, нема да има да се дозволи такво нешто повторно и да се зголемува квалитетот на социјална инклузија на оваа група на граѓани. Јас знам дека власта сака да се фали само со тоа што постојано кажува дека прават инклузија, прават едно општество за сите. Но тоа е само на збор. Никаква инклузија квалитетна, посебно во делот на образование, не гледаме. Бидејќи не може да има инклузија наметната. Не може да има инклузија кога не постојат просторни услови адаптирани за инклузија, кога не постојат одредени финансии плюс што се издвојуваат за од една страна мотивација на наставниците, од друга страна постојано зборувам за квалитетна обука. Еден наставник не може да работи квалитетно доколку не поминал низ еден циклус на квалитетни обуки. Не може да се прават обуки од типот некој од Биро за развој на образование склучил договор со некој надворешен соработник, секогаш е тоа надворешен соработник која е фирма сомнителна од типот на овие Арберија, Евровија и ред други што ги има, за кои перат пари и прават неквалитетни двочасовни обуки на наставниците, а наставниците имаат толку многу прашања да поставуваат на самите тие обуки, нема кој да им одговори. Нема кој да им одговори. И благодарение секогаш велам на тоа. Благодарение ние во Македонија што имаме квалитетен наставен кадар кој е толку многу спремен да импровизира и да краде од дома, да носи на училиште, за да прави магија во образованието. Со намалување на средствата, извештајот во 2024 година, знаете каков ќе биде за овој дел? Постигнато е назадување. Затоа, да смогнеме сили, не само 3 милиони денари, туку нека бидат повеќе. Нека бидат барем онолку колку лани што беа. Ви благодарам. Ви благодарам и јас на вас.